Уште еден доказ дека политиката, како еден од најстарите занаети, ги става пратениците во мизерна позиција. Пратеникот Чедомир Саздовски е последниот доказ дека политиката, како еден од најстарите занаети, на политичарите им носи и убави, но и тешки моменти во кои што на испит ги ставаат угледот, честа и доблеста. Саздовски, кој по локалните избори од опозиција стана дел на владеачката коалиција, вчера беше исклучен од членство во партијата ГРОМ, која е дел од опозицијската коалиција за подобра Македонија, а преку која тој влезе во парламентот. Саздовски до 2012 година беше член на СДСМ, а во петокот гласаше за заклучокот со кој собранието одлучи дека има потреба од носење на закон за јазици, со кој албанскиот ќе стане втор официјален јазик на територија на цела држава. За разлика од последната седница на собранието на која Саздовски гласаше за албанскиот јазик како официјален во Македонија, тој пред нецели 12 месеци остро ја напаѓаше идејата за воведување на двојазичност и најавуваше дека СДСМ не може да натера никого да прифати албански како втор службен јазик. Во истата прилика пред парламентарните избори Саздовски обвини и високи функционери на СДСМ дека краделе од европските фондови што ги користела Македонија. Тие ме тераат да правиме салто напред и назад на албански. Абе, може ли салто напред и назад на албански? Не може. Ја мислам дека тој ќе си направи и веќе си направи салто мортале, тоа на италијански така го вика. Денес вели ќе го менел уставот и ќе воведел двојазичност. Утре Грачевито сами од себе си се објаснува дека не сме го разбрале. Во исто време вели дека ќе имало конфискација. Е, одлично. Супер. Зоране, верувај ми дека за конфискацијата се согласувам со тебе во целост. И ги повикувам сите надлежни државни органи и институции веќе од 12 декември да го отпочнат овој процес, па да видиме кому и колку ќе му биде конфискувано. Зоране, јас сакам да те посоветувам дека е време да престанеш да го слушаш оној чичкото од Скопското кале. Знаете кој е чичкото, нели? А со тоа и да престанеш да ја разнебитуваш мојата држава Македонија. Едноставно, се бунтувам и јавно ти се спротивставувам да од мојата земја правиш да биде двојазична, да биде федерализирана, да го именуваш вековното име и затоа јас немам друга татковина.